Како Маша се скарала со перницата. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Лежала Маша, но никако да ја фати сон. Те и било топло, те тврдо, те перницата и била висока, те ниска. Се налутила Маша, та почнала со тупаници да ја удира перницата. Одвратна, дебела, задушлива. А потоа почнала да рита со нозете. Го фрлила кебето на земја и почнала да вика: "И ти тргај се, тешко ќебиште." Ја тргнала и прекривката. "Без тебе ми е поубаво, зашто цело време паѓаш на земја." Се симнала Маша од креветот и тропнала со ногата. "Ми здодеа веќе креветов. Цело време само да се спие. Здодевно е." Ги навлекла папучите и така во долгата ноќница тивко излегла од собата. Гледа, вратата не е заклучена, а низ малото дупче се проврел зрак од месечината, облевајќи го подот. Постојала Маша, послушала. Тивко е. Само славеот во дворот пеел, а од барата му се одзивала жаба. Маша се наежила и внимателно се спуштила по скалите во дворот. Колку е убаво да не се спие. Колку е убаво да не се спие. Почнала да скока, таа на едната нога. Потрчала Маша по патеката, а од кукичката се слушнало ржење на кучето Тјавка. Кој доаѓа? Јас сум Маша. Зошто не спиеш, доцна е? Креветот ми е лош, неудобен. Му се налутив и затоа сега не спијам. Имаш право, рекол Тјавка. Најдобро е да спиеш во куќаркава. Ке си легнеш на постелата, ке ги свиткаш колената, муцката под опашот и ке почнеш да сонуваш. Ајде, влегувај, додека јас ја чувам куќата, ти поспи си. Леле, колку интересно, се израдувала Маша. Клекнала на коленици и влегла во куќарката. Се обидела да ги свитка колениците како што правел Тјавка, но не можела. Тврдо и тесно било. Се превртувала Маша, ама не било удобно да се лежи на коленици. Тјавка ја мушнал муцката во куќарката, а во забите држал стара коска. "Еве ти коска," и рекол тој на Маша. "Со неа посладко се спие." "Благодарам, Тјавка," рекла Маша и излегла од куќарката. "Домот ти е многу убав, но не можам да спијам во него." "Ама си пребирлива," се навредил Тјавка. "Никако не може да ти се угоди." Си влегол тој во куќарката, а Маша отрчала во кокошарникот за да види дали кокошката Ријаба снела жолто јајце или не. Минала покрај слезот и тргнала кон полето. Го потргнала резето и ја отворила вратата. Гледа, си седнале кокошките на пратот, се навалиле и спијат. Само петелот не спиел. Само што ја протнала Маша главата низ дупката, Петко се накострешил и почнал да врти со главата. "Коко, кој е?" прашал тој. "Тивко, Петко, јас сум Маша." "Што сакаш?" строго прашал Петко. "Дојдов, Петко, да видам дали кокошката Ријаба ми снела жолто јајце или не." "Ама си нестрплива," се налутил петелот. "Секој ден несат бели јајца, а жолти ретко. Оди да спиеш." "Не можам." "Зошто?" Му се налутив на креветот. Многу е неудобен. Никако не може да се заспие на него. Да. Па ајде на пратот," рекол петелот. "Ке се стесниме, пердувите ке ги распуштиме, очите ке ги затвориш и ке си спиеш до утре. Влези кај нас." Влегла некако Маша во кокошарникот, ги свила ноџињата, ја бутнала главата во плетите и си седи. Од едната страна ја греела кокошката, а од другата петелот. И убаво и било, топличко. Задремала Маша, но скоро паднала од пратот. Добро што во кокошарникот била послана слама на подот, па Маша не се удрила многу. "Ти," се засмеале кокошките, "поцврсто треба да се држиш."
Излегла Маша од кокошарникот и почнала да трча. Си седнала таа на тремот. Гледала на месечината, но не можела да заспие. Одеднаш покрај неа пролетала некоја птица. И оп, и седнала на колениците. Гледа Маша некаква чудна птица. Личи на глувче, но нема опаш, ама затоа имала меки црни крилца. Добар ден, рекла Маша. А вие кој сте? Јас сум Лилјакот. Преку ден спијам на вашиот таван, а навечер летам. Ти зошто не спиеш? Креветот не ми е удобен. Лежам, но никако да заспијам. Да, те разбирам, воздигнал Лилјакот. Да спиеш лежејки е тешко, а уште потешко в кревет. Сакаш да ти помогнам? Сакам, се израдувала Маша. Тогаш дојди со мене на таванот. Лилјакот лесно замавнал со крилјата и полетал кон таванскиот прозорец, а Маша се качила на таванот по рапавите дрвени скали. На таванот, во темниот агол, се нишала пајажина, а од прозорецот дувал ладен ветер. Еве мојата спална, рекол Лилјакот и ја подигнал главата. Јас сум голем спанко, сакам да си поспијам. А каде ви е креветот? Прашала Маша. Во тоа е работата, се насмеел Лилјакот. Јас се снаоѓам без кревет. Ах, колку чудесни соништа сонувам. Треба само да се искачиш до покривот, да се закачиш со нозете на оној клинец и да свиснеш со главата надолу. Па што стоиш? Доаѓај кај мене горе, ќе ти го отстапам мојот омилен клинец. На Маша и текнало како паднала во кокошарникот од пратот и како си го повредила коленцето. Како ќе спијам таму, помислила таа. Со главата надолу, та ќе паднам, ама е неудобно тука. Месечината за последен пат блеснала низ прозорецот и се скрила зад еден облак. Станало сосема темно. Маша се наежила. Кај си? Ја повикал Лилјакот со сонлив глас. Јас веќе заспивам. Маша не одговорила ништо, ами тивко почнала да се симнува по дрвените скали. Таа излегла преку портата и се спуштила кон барата. Жабите од страв престанале да крекаат и скокнале во водата. Старата чапја од страв замавнала со крилјата. Кој е тоа? Се завртела чапјата, замавнала со долгиот нос, но кога ја видела Маша се смирила. Зошто се шеташ и ми ги плашиш жабите? Не ми се спие. Хе, настинато се закашлала чапјата. Јас мислев дека само мене не ми се спие од реумата. Да не си тажна нешто? Не, одговорила Маша. Само ми е здодевно секоја вечер да спијам. Да, здодевно е, знам по себе. Па дојди кај мене во камчињата, ќе се дружиме. Ќе те послужам со жапчиња, а потоа ќе си стоиме заедно во тињата на една нога. Ќе те покријам со крилото. А на ноќницата на Маша се појавила роса и нозете и измрзнале. Се плашам од жаби, рекла таа, а и водата е мокра. Не сакам да спијам во твојата куќа. Уф, каква си, се налутила чапјата. Оди си побргу и без тебе ми е влажно. Маша се завртела. Мокро е и ладно да се спие во жабјата бара, си помислила таа. Ке си одам во постелата под топлото кебе. Многу е убаво, а и перницата е мекичка. Си отишла дома. Се мушнала напрсти во својата спална. Ги кренала од земја кебето и прекривката, ја ставила перницата на своето место и се пикнала во својата мека постела. Потоа почнала да зева и рекла: никој на светов нема поубава постела од мојата.